Креативните и иновативни средношколци оваа година по пети пат ќе имаат можност да го прикажат својот бизнис план на национален надпревар. Преку овој надпревар на учениците кои ќе победат им се дава можност да ја реализираат својата иновација и на тој начин да започнат предприемачки бизнис. На отварањето на новиот циклус на надпреварувањето присуствуваше председателот на Република Македонија, кој истакна дека потребна е нова генерација на македонски предприемачи врз кои ќе се темели македонската економија. Според Иванов, иднината и младината треба да се градат токму преку знаење, иновација и предприемништво. Додека светот се уште закрепнува од глобалната економска и финансиска криза, малите и средни предпријатија се барометар за успешноста на една национална економија. Затоа, треба да ја охрабриме работата на младите, на малите и на средните предпријатија, кои се носители на економскиот развој на секоја успешна земја. За австрискиот амбасадор во Македонија економската криза е предизвик за нашата држава и токму поради тоа секој треба да го даде својот придонес во развојот на малите и средни предпријатија. Затоа развојот на мали и средни предпријатија и нивниот ноу-хау е од клучно значење за економскиот раст на земјата. Секторот на мали и средни предпријатија е секако многу поврзан со концептот на предприемништвото. Европската комисија го разбира предприемништвото како способноста на поединецот идеите да ги претвори во акција. Националниот надпревар е позитивно оценет и поддржан и од Европската тренинг фондација, од каде истакнуваат дека ваквиот начин на мотивација и ангажирање на младите лица во предприемништвото е реткост на која секој може да позавиди. Како дел од посетата на Машинскиот факултет, каде и официјално беше отворен надпреварот, председателот Иванов го посети сајмот на стартап фирми, организиран од страна на Националниот центар за развој на иновациите и предприемничкото учење.